И еве сме повторно назад во студиото на Алфа телевизија и време е за првиот разговор ова утро. Ова утро ќе зборуваме за хеклањето, за техниките на хеклањето, бидејќи хеклањето е нешто што е многу актуелно во последниот период и представува своевидна јога на умот, односно кога имате некоја стресна ситуација, ги имаме ние секој ден, она каде што најмногу и најдобро човек може да избега покрај прошетката, покрај читањето на некоја добра книга е да му најде работа на умот, а зошто да не и преку хеклањето. Ова утро наша и ваша гостинка е господјата Сонја Близновска, која што е ракотворец. Меѓутоа, господјата Сонја е и професор по македонски јазик во Средно училиште во Тетово, од каде што и утринава заедно со својата керка ни пристигна овде во Алфа телевизија. Сонја, добро ви утро. Ви благодарам што сте утрово наша гостинка заедно со гледачите на телевизија Алфа. Патот беше се во ред, убаво пристигнавте до телевизија, така, немаше се уште, не ве фатија утринските гужви. Така, не фатија, така, убав сончев ден, па и пролетен. Ете така. Малку ќе внимавам сега на говорот, бидејќи сте професор по македонски јазик. Нема многу да употребувам скопски дијалект, ќе се трудам да биде тоа, ете така, литературно македонски, да имам 5 на крај како оценка. Меѓутоа, сега ќе зборуваме ова утро за она што е ваше хоби, а тоа е ракотворството, односно вие во слободно време хеклате и си основавте свој бренд насловен како Кроше Дрим. Што значи Кроше Дрим? Што представува брендот, името? Така, размислувавме едноставно со моите ќерки како да го наречеме нашиот бренд. Јас повеќе одев на варијанта да биде тоа на македонски јазик, но сепак идејата од ќерките така доминираше и на некој начин го споивме тоа од соништата, едноставно плетење од соништата, како идеја која што ми доаѓа и во моментот треба да ја реализирам на некој начин и така решивме да биде да Кроше Дрим. Да. Сонја, колку време се занимавате со хеклање? Зборуваме, ова е ваше хоби, значи во слободно време. И од каде го учевте занаетот? Бидејќи ова е занает кој што е пренесуван од нашите баби, од нашите мајки. Кој вас ве научи? Не се занимавам долго со овој занает. Некаде 2020-2021 почнав, а инаку моите баби, да, и мојата мајка исто така плетеше. Едноставно растевме ние со тоа, плетени джемпери, потоа мојот чејс мајка ми го подготви сама, плетеше, така што гледав, но немав така, немав желба и немав идеја да почнам да плетам. Но како што дојде короната, едноставно не затвори сите и на тој начин покрај читањето, кој што исто така мој хоби, исто така и планинарењето, но короната знаеме дека не затвори сите внатре и морав да си најдам некој начин едноставно да си го запослам мозокот за да можам да го надминам тој период на изолација и така тогаш поинтензивно и поактивно почнав да се занимавам со плетење. Значи, некои веќе 3 години. Еве, одат во моментот и инсерти, фотографиите кои што вие не ги испративте. Ова се ваши рачни изработки. Преубави се, јас ги видов сите, додека се подготвува. Еве, сега можат и гледачите да видат. Ова се различни техники, предпоставувам. Јас многу не се разбирам и не знам да хеклам. Еве, ќе си признам, меѓутоа, ова се навистина преубави дизајни. Како ви доаѓа идејата? Вака навиду може и изгледа дека е тешко, но верувајте, толку лесно се работи и кога ќе почнете, веќе идеите сами ви доаѓаат. Значи, само што ќе земете иглата и конецот и веќе знаете, едноставно... Нема некоја предходна шема, па по шема да работите? Да, потребно е шема за почетокот. Значи, почетокот е, ако си почетник, да, потребно ти е шема, но потоа таа шема веќе имаш во главата. И како што оди плетењето, па ајде да пробам, може би вака е подобро. Ајде може би да отидам од шемата малку поразлично, така што верувајте лесно идеите доаѓаат сами. Инаку шемата е потребна може би за почетници или ако веќе ви дадат клиентот ако бара одреден модел и да, ќе ви даде шема ако може ваква да ми сплетете.
Како ви оди вас полесно плетењето, кога си го плетете сама, по своја собствена шема, кога си создавате свој собствен дизајн, или кога ќе ви каже клиентот сакам ваква чанта, сакам ова, сакам тоа, кога ви е полесно? Предпоставам кога имате вие ваша слобода, така? Да, полесно ми и дури кога ќе ми даде клиентот, јас можам да го направам тоа што го бара клиентот, но дури го советувам, можеби подобро вака излегува. Значи, едноставно, уникатноста и креативноста, сепак полесно ми е кога ќе го направам јас тоа едноставно со моја идеја, да, го почитувам мислењето и на клиентот, но некогаш излегува клиентот дошол со една замисла, кога ќе му кажам јас, вели, па да, поубаво вака излезе, добро што вака го направивме. Да. Вие донесовте овдека кај нас на вистина убави модели на чанти, на производи. Ќе ги видат и гледачите. Сега тука ќе сакам да најавам дека ќе може да ни се јави еден гледач во телевизија Алфа. Можете да ги оставите вашите податоци во режија и ќе имате можност да ја добиете. Еве, сега ќе ги замолам колегите да покажат, еве вака, ќе имате можност да ја добиете оваа чанта. Оваа боја е навистина сега модерна. Бордо боја, мислам дека ќе се носи овој пролетен период. Може да ни се јавите во режија, да оставите име, презиме. Ако сте од Скопје, ќе си дојдете овде во Скопје. Ако не, јас ќе ве контактирам и ќе ви ја пратам оваа чанта по карго. И ви благодарам за тоа што, еве, по повод Денот на жената, 8 март, господјата Сонја се одлучи една чанта да оди во рацете на, се надеваме, ќе се јави припадничка на понежниот пол. Ова е убава плетка. Сега да ми кажете, има различни техники при хеклање или се е тоа едно? Техниките се тие, значи игла и сега во зависност од тоа каква е плетката, значи некоја техника специјална нема. Едноставно разликата е во тоа што во употреба на конецот. Значи, оваа чанта што ја покажавте, тоа е конец кој што се нарекува шпагети. Правен е од текстил. Значи, од текстил? Да, текстил. И се трудам секогаш да користам и рециклирачки материјали, значи конецот кој што се рециклира. Потоа исто така користам рафија. Таа рафијата е всушност конец од палма, кој што е карактеристичен за летниот период, за чанти кои што се прават во летниот период. Исто така користам памучен конец. Тоа е така, да, оваа чанта е од памучен конец, да. Исто така и таа е, но има и серма, така што тука, да, и таа исто. И има и златни нитки, така што преубава за свечени моменти, така. Најмалку користам синтетички конци, но некогаш и тоа е потребно. А исто така користам и има готови шаблони кои што се вметнуваат всушност во конецот. Еве, оваа чанта е всушност така, значи на тој шаблон се вметнува конецот. Еве, тука може да е така. И внатре ги обложувам со материјал кој што е соодветен. Ова исто така елегантна чанта. Бидејќи на чантите ставате и овие украси, може да ги кажеме, нели, како младите чарм, така ги нарекуваат актуелно. Како ги нарекуваат? Чарм, мислам така. Така, добро. Точно го кажа. Значи, сега, сакам да ве прашам дека покрај чантите, вие, како што видов и од фотографиите, ама и овдека што ни донесовте, покрај чантите хеклате и привезочиња, како украсните елементи што се нели на чантите, меѓутоа има и сега јас ќе кажам венче. Венче. Така, добро е на македонски. Венче за на глава. Верувајте, и диалектите треба да си ги негуваме. Да си ги негуваме, ете така. Сега на македонскиот јазик. Овие се претпоставувам за привезоци за клучеви. За клуч, да, привезок за клуч. Така, малку ќе извадам од ова е можеби исто чан, значи украс за чанта. За чанта, добро. Украс за чанта. Ова е тегач за коса и уште повеќе венчиња има на овие се за слушалки за телефон. Внатре. И мислам дека ова овде е чантичка или може и како за тоа, да, малечка чантичка во која што може и телефон така и како чантичка да послужи за мобилен телефон. Така, и тука имаме и шнолки. Да. Ете. За девојчиња, значи за се по нешто. Така.
лампиони не донесов, оти сепак е Затоа веќе што- период на пролет, зимата е заборавивме. Подготвувате нешто сега за Великден, можеби великденски јајца, цвеќиња, дали нешто тоа или сепак си останувате на Останувам сепак на чанти. Останувам сепак на чанти, но некогаш така за себе и за мојот дом да си го украсам, знам да направам и така плетени јајца, исто така имав убав направен убав крст, исто така сплетен со цветови украсен, тој го поклонив исто така. Сонја, колку време на изработка ви е потребно да изработите една чанта, бидејќи секако многу зависи од моделот, од големината на чантата. Меѓутоа, ете, колку е отприлика еден ден, повеќе денови, сати се во прашање? Во зависност од тоа, бидејќи знаеме дека ова не ми е примарна професија, сепак ми е хоби, значи сепак пред се морам да се подготвувам за настава, за часови, за учениците кои што ме чекаат, но наоѓам време во зависност од моделот. Еве, да кажеме, за ваква една чанта може би ми е потребно 3 дена. Доколку е поголема 4 дена. Е сега за малецките чанти можам и за еден ден да ги сплетам. И предпоставувам шноличките и сите така, и шноличките, да, и дури момент на инспирација. Доколку има моменти кога јас не сакам никога да фатам. Да. А има моменти кога ќе седнам и се заборавам дури. Заборавам дека денот поминал, дека треба утре ме чека нов ден. Да. Ве опушта ли хеклањето? Го нарекуваат и своевидена јога на умот, односно нешто што не релаксира, не оттргнува од секојдневните стресови и обврски кои што ги имаме. Вас ве одмора ли хеклањето? Да, верувајте дека ме одмора. Ви кажав уште во периодот на короната изолација, јас сум тип кој што не може да седи дома само и постојано да гледа телевизија. Значи јас шетам, планинарам, секој викенд јас не сум дома. Значи јас планинарам, потоа читам. Но периодот на изолација така не затвори што веќе и читањето ми измори и морав нешто да најдам друго. Верувајте, најмногу од тој период ми помогна плетењето. Ментална јога која што навистина те опушта. Значи влегуваш во тој свет на плетење, си плетеш и забораваш на се останато. Да. И после тоа кога ќе го завршам продуктот, една чанта или било што од овие плетеници, јас буквално гледам и уживам во тој продукт. Дури некогаш и ми е жал да се отуѓам од него. Секако, тоа е ваше дело, ваша креативност, да кажам. Дали покрај хеклањето можеби се занимавате со некоја уметност? Еве сега ми откривате дека сте и дека ја сакате природата, дека планинарите, дека за викенди си знаете нели да имате долги прошетки низ шара, мислам дека тука ви е близко така. Да, најчесто шара. Да, најчесто шара. Нешто друго, некој друг вид на уметност дали имате, дали можеби сликате во слободно време, цртате или сепак останува се само на хеклањето? Останува само на хеклањето. Сум пробала, не можам да се пронајдам во сликањето, значи сепак се пронаѓам во хеклањето. Знам некогаш така и да напишам нешто, но сепак тоа ми останува така само за мене. Сепак хеклањето во овој период најмногу ми помогна. Можете да го споделите и со публиката. Да го споделам, да. И со претпоставувам дека си имате и веќе ваши клиенти. Сакам да ве прашам, кажавте значи повеќе типови на волна дека постојат, алатот е една игла. Една игла, така. Значи една игла. Хеклањето е всушност со една игла. Знам да плетам и со две игли. Како се викаше таа игла? Кукачка. Кукачка. Така е со... Да, јас ја имам тука донесено, но таму ми е донесов разна големина, донесов и конец да покажам. Знам и со две игли да плетам. Сум плетела кога биле моите ќерки малецки, джемперче, знам да сплетам елече, но сепак чантите ме исполнуваат. Значи, и на вистина се одлични сите ови. Заборавивме да кажеме дека има и шеширче. Да. За од она, како го кажавте конецот? Од рафија. Еве, ова е убаво таман за овој пролетно-летен период. Овие се сега многу модерни модели. Вие сте, Сонја, работите како професорка по македонски јазик во Тетовско средно училиште. Сте во постојан контакт со младите. Така. Се враќа повторно модата нели на хеклање. Мислам дека сега се е многу барана. Што најмногу сакаат младите? Кој производ ви е вака најбаран, она што можеби еве сега како предлог за престојниот празник, празникот на жената 8 март? Што според вас еве кој производ најмногу ќе се продава?
Или вас, кај вас се бара? Така, најмногу се бараат повторно сега од тие летен период, чантите во светли бои. И исто така летните чанти сега од тие период на пролет и лето, најчесто овој период се трошат чантите за на плажа. А исто така тоа е оваа чанта овде кој што одговара заедно, може да ни ја дадете, ваквата чанта. И ќе ја покажеме. И чанта за на плажа и преубава е на вистина. Овдека е со новчаничи или ова може да биде Па за било што може да се користи новчаниче, тоа и внатре може да се стави. И кое што, еве, убаво одговара, јас ќе пробам да го ставам вака со ова шеширче за на плажа. Благодарам и сега вака сум спремна и за пролет и за плажа, за се на вистина преубави изработки. Секоја ви чест. Постои ли интерес кај младите за хеклање? Имаат ли можеби вашите керки афинитет кон хеклањето да наследат нешто од мама? Еве, вие сте со една од вашите керки овдека дојдени? Моите керки имаат афинитет само да даваат идеи и да ги носат овие чанти. Уствари така и започнав идеите. Многу сакаат да носат едноставно чанти. Дури дома имаме, мислам дека една соба со чанти. Браво. И така што тие се првите модели кои што ми користат, првите клиенти кои што ги користат овие чанти. Да, имаат желба за хеклање, сега не пројавиле желба. Едната од ќерките има уметничка дарба и професијата си ја поврза со тоа. Значи, таа и сака да црта. Значи, нејзината уметничка дарба е во сликањето. И сега повторно само за себе. Ама тоа е помош, така? Така, тоа е помош што ми се тука. Да, ми помагаат во поглед на исто на креациите, па ќе ме поправат тука да уствари ми го кажуваат тој модел кој што го носат младите. Така на тој начин, но јас имам мои потреби, што е тоа актуелно, да, тие ми го кажуваат. Јас би можела Сонја да разговарам уште сигурно половина час со вас, бидејќи ова ми е мене многу интересна тема, секогаш кога е нешто, кога се ракотворци во прашање, кога е нешто рачна изработка. Ви благодарам многу. Сега само на крај да ни кажете каде и како може да ве најдат сите заинтересирани, сите оние кои што и дами, меѓутоа зошто да не и припадници на посилниот пол да ја изненадат својата сопруга или својата мајка, девојка, како и да е, каде може сите да ве најдат и да стапат во контакт со вас? Може да ме најдат на мојот Инстаграм профил и Фејсбук профил, и на која живеам во Тетово, тетовчани ме знаат, но најчесто на тој начин ме наоѓаат преку Инстаграм профил и Фејсбук профил. Дали положив по македонски? Да, положивте, прекрасно зборувате и претходно ве слушав, значи не само овој пат, и претходно ве слушав. Прекрасно зборувате. 5+ имате. Благодарам многу што ни бевте оваа гостинка. Среќен пат назад до Тетово, бидејќи вие се враќате сега на вашите обврски. Така, благодарам и на вас и многу ми беше пријатно што бев гостинка во вашето студио.